Нашата екипа денес се наоѓа на едно доста интересно место со долгогодишна традиција во нашиот град, Будоцентарот Пелистер. Имено ние разговараме со, како што гледате, секако ние сме на сред тренинг и се случуваат вакви работи. Оваа година одбележуваме 40 години тренерска работа на Ѓуро Илич, имено мајстор седми дан. Кажете ни малку повеќе што тоа точно значи седми дан? Седми дан значи негде на ниво на академик, од 7 до 10 дан се ниво академик. Тоа значи потврда на долгогодишна работа, како научна, така стручна работа, така и научна работа и така натаму. Иначе ова година септември месец прославив 40 години континуирана тренерска работа. Благодарам за овие 40 години во клубот имаат продефинирано, односно во овој центар преку 7000 битолчани. А ако ги вклучиме тука и 24 клуба отворени во Република Македонија, хидро клубови, Турција и ширум Балканот, тогаш е таа бројка многу поголема. Секако мене ми импонира фактот што на моите учениците мои ги носат сега нивните деца на тренинг. Иначе да кажам дека Центарот за борички вештини Пелистер го сочинува џудо клубот Пелистер, кој е 46 години веќе прослави. Ајкидо клубот Пелистер, кој е прв ајкидо клуб во Република Македонија и негова реален ајкидо стил, тој број негде 30 години. Исто така имаме и џиу-џицу секција во која што се работи бразилијан џиу-џицу и традиционален џиу-џицу. Сето тоа е под капата на Будоцентарот Битола, односно Пелистер Битола, а наскоро веќе имаме голем интерес за женска група за тај чичуање. Освен што сте мајстор седми дан, вие имате и повеќе функции, председател на Ајкидо Федерација на Македонија. Останато? Па како председател на Ајкидо Федерација на Македонија до 1996 година и основач сум. Исто сум член на бордот на директор на Светскиот центар за реален ајкидо задолжен за Југоисточна Европа. Тука има 6 држави. Подпредседател сум на Сојуз на спортски федерации на Македонија и подпредседател сум на Сојуз на спортови на Битол. Колку се битолчани заинтересирани за вежбање конкретно на овие спортови? Самите споменавте дека и децата ги носат тие што започнале одамна да тренираат токму овде. Па имајќи во предвид годините кои што се зад нас како центар, како џудо клуб, како ајкидо клуб, сметам дека интересот е во континуиран пораст и потврда на тоа реков факт е дека учениците мои сега ги носат своите деца исто да тренираат и веќе имаме и забележителни резултати на тоа поле. Значи позитивно е, очигледно позитивен е фактот дека тие кога се бавеле, е дел од нив и сега се бават се уште со џудо, со ајкидо, со џиу-џицу. Значи позитивните аспекти од тоа ги пренесуваат сега и на своите деца. Сега нашите гледачи сигурно се прашуваат доколку е некој од нив заинтересиран, дали се уште примате нови членови и каде да се обратат? Секако кај нас секогаш уписот е отворен, бидејќи имаме повеќе групи и секој може да се најде своето место, почнувајќи од возраста па до степенот на знаење, односно во појасите. Почнуваме од 5,5 години, 5,5 години па натаму. Таа граница на 5,5 години поместивме од 7 години. Она максимата што се применува од 7 до 77 години, таа граница долната поместивме, сега ќе треба со личен пример и да поместиме и горната граница, се надевам. Најпопуларна програма веќе надвор од Македонија е програмата Низ игра до мајсторство за деца што е предвидена и тука мислам дека предњачиме многу. Дали го знаете точниот број на освоени медали и особено да ги стакнеме оние кои што се во оваа година добиени? Вака се не би било благодарно за овие многу години, има плејада на употребени. Мислам плејада на употребени. Секоја чест. На освоени медали како на републички и меѓународен план. Секако дека ова година се истакнува посебно Фросина Петковска која е пионер. Значи досега во сите првенства е несовладливо едноставно. Имаме Макаловски, Филип исто тој е во тешка категорија 90 кг плюс 90 кг и ред други неблагодарно да ги набројувам сите.
Да се подсетиме зошто е спортот толку важен, освен нели за она што постојано го повторуваме за здравиот начин на живот и пред се за одлична форма на телото. Мислам дека џудо, реален аикидо, џиу-џицу посебно дават допринос во обликувањето на менталното и физичкото здравје, посебно на младиот човек, се разбира и на сите други, тука се развива упорноста, истрајноста и едноставно посветеноста, која што ме тако во клубот тука тако ќе биде и во животот. Имам голем број на примери кои мои ученици се на видни места во градот и надвор од градот. Јас денес сум облечена во нешто доста интересно, нашите гледачи можат да заприметат. Што точно носам? Па традиционална облека е кимоно, бело кимоно, може да види сино кимоно и така натаму. Меѓутоа онај долниот дел што го носите, тоа се вика хакама и тоа го носат само мајсторите. Посебно во реалниот аикидо, а и во останатите боречки вештини кои што потекнуваат од далечниот исток, поточно од Јапонија. Редно е секако да ја споменеме и издавачката дејност каде што вие се јавувате како автор. Па издавачката дејност во џудо клубот прво, па после во центарот датира уште од 1977 година со првата скрипта за џудо во Република Македонија, таа далечна 70 година. Осетив потреба, бидејќи во тоа време немаше ни интернет и сите овие други погодности, и подготвив една скрипта која што беше, мислам, многу драгоцена за тогашните и генерациите подоцна, а после тоа до денес следат негде 10 книги за џудо и за реален аикидо. Исто така негде 5 видеокасети, 5 DVD-а, во моменту имаме 2 DVD-а во постпродукција се наоѓаат и сметам дека до крајот на оваа година ќе бидат готови и ќе имаме промоција на 3 DVD-а, бидејќи едното веќе е готово. Тоа е 101 техника за реален аикидо, програма за деца за реален аикидо и програма за полагање за појаси за џудо. Значи тоа е доста обемна работа, а воедно и 2 книги треба да излезат, една за џудо, една за аикидо. Сето тоа се надам дека до крај на нова година ќе излезе, ако не тогаш во јануари ќе имаме една добра промоција на добро место со многу луѓе, со многу гости и така натаму. Исто за првата видеокасета во поранешната држава 89-та година ја снимив јас со моите соработници. Тоа посебно не импонира, бидејќи тоа беше голем чекор за македонското џудо општо во тогашната држава. Иначе одеше под наслов џудо спорт самоодбрана рекреација. Имаше позитивни критики. Појно да кажам, како резултат на сите овие работи, во 2007 година бев единствен македонец прогласен, влезен во Европската куќа на славни за боречки вештини. До денес тоа е така. Она што нашите гледачи малку повеќе или можеби помалку го знаат, се споделуваше по социјалните мрежи, особено последниот период, дека вие имате едно доста интересно хоби, кое што од каде што снимката ја видовме од венчавката на вашата ќерка, тоа е? Тоа е свирењето на тапање, представам. Тоа е моја пасија одамна, која датира од гимназијалските денови, па студентските и така натаму, до денешен ден. Многу пати, посебно во последно време, прашуваат луѓето зошто тапани и така натаму. Јас открив во тапаните дека има најдобро се доаѓа до израз ритмиката, координацијата во простор и брзината, а токму е тоа што треба во боречките вештини и ради тоа се разбира едноставно се јави кај мене љубовта према тапаните. Ви посакувам и понатаму успех и секако да се гледаме и за наредните јубилеи. Благодарам. Благодарам и што почесто да ве гледаме во клубот, подобро мислам и за вас и за нас. Благодарам.